Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Управата на македонската заедница овде во Ньюкастел организираат концерт со групата Молика во нашата македонска сала и тоа во сабота на 23 декември со почеток во 7:30 часот вечерта. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај Љуба Петровска на 49 608262 и во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне кај управата. Нова година. Управата на македонската заедница во Ньюкасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. На ова вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкастел. Цената е $60 за возрастни, за деца до 13 години $30 и деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, богата вечера, сладко после вечерата. Исто така барот ќе работи со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај Крсте во црковната сала секој понеделник и четврток и секој петок од 6 до 8 сатот навечер кај управата на игралната група Стив Наумов. Исто така да најавиме дека дневната грижа последен ден ќе биде 19 декември во вторник, а се враќат на 16 јануари во вторник. Значи дневната грижа последен ден е 19 декември и се враќат во јануари на 16. Сега да одиме со најновите вести од Македонија. Протест на ВМРО ДПМН пред Министерството за правда. ВМРО ДПМН вечерва одржа повторно протест пред Министерството за правда и ги повика сите да се придружбат се додека не се спроведе вистинската правда. Ги повикуваме сите добронамерни македонци да излезат на улица се додека не се спроведе вистинската правда и овие луѓе кои што на смешен начин се обвинети за тероризам, а сите претходно уапсени за случајот на 27 април. Цел народ треба да се дигне на нозе. Јас тоа го чувствувам и за скоро време ќе биде така, рече пред присутните Дарко Костовски. Тој порача дека остануваат на улица се додека не победат, а како што кажа, нивната победа е слобода за Македонија. Нермин Теловска порача дека мора да се пуштат на слобода и да не се гонат недолжните луѓе, а ова, како што рече, срамна одлука за притвор на пратениците ќе ја споделиме и со целата меѓународна јавност. На протестот кој е против приведувањето пратеници и други лица за учество на собранието
за настаните од 27 април годинава се придружи и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Претходно во период од 15 до 17 часот ВМРО ДПМН ги блокираше крстосниците кај Мавровска помеѓу улиците Васил Чакаларов и Ангел Динов во Карпош и кај Рампа во населбата Кисела вода. Премиерот Заев на средби со Јункер, Тахани, Морегин и Хан во Брисел реформите даваат резултати. Резултатите од отпочнатите реформи се видливи, а Европската комисија ја отхрабрува земјава да продолжи по патот кон Унијата. Ваква порака испрати председателот на Европската комисија Жан Клод Јункер по средбата со премиерот Заев во Брисел. Јункер веќе најави дека во февруари Европската комисија ќе представи нова стратегија за интегрирање на Западниот Балкан во Унијата. Еврокомесарот Хан пак ја повика опозицијата активно да се вклучи во реформскиот процес и да придонесе за што поскоро добивање на безусловна препорака за преговори. Премиерот Заев очекува Македонија да биде вклучена во пакетот на проширување на Европската Унија во 2018-та. Една од главните теми на средбата со Јункер и Хан бил и планот 369, реформите во правосудството, јавната администрација и засилување на независните регулатори, тела и медиуми. И на денешната пресконференција очигледно е дека привременото име и акронимот ФИРОМ му предизвикува потешкоти и на председателот на Европската комисија. Одговарајќи на новинарско прашање, Јункер земјава ја нарече Македонија и веднаш се поправи. Четворица најсериозни кандидати за наследник на Груевски. Официјално никој не поднел кандидатура. 4 имења се профилираат како најголеми фаворити за можни наследници на Груевски на кормилото на ВМРО ДПМН. Иако на 2 недели пред стартот на Конгресот се уште нема ниту една официјална кандидатура. Поранешните министри за надворешни работи Никола Поповски, Антонио Милошевски, политичкиот аналитичар Александар Пандов и генералниот секретар Христијан Мицковски се споменуваат како најсериозни кандидати за најважната канцеларија во палатата Христо Татарчев. Токму Мицковски вчера беше првиот кој јавно објави дека постои можност да влезе во трката за нов партиски лидер. Милошевски и Пандов не сакаат да ги коментираат шпекулациите, но и двајцата за сител не ја отфрлија можноста да влезат во председателската трка. Станува збор за луѓе со квалитетно партиско педигре, кои се добро прифатени во базата. Поповски пак денеска не беше достапен за коментар. Согласно партискиот статус, оставката која лидерот Груевски ја поднел на последната седница на извршниот комитет треба да ја потврди и централниот. Партиски извори велат дека Груевски бил прилично јасен и дека има намера да си замине од партиското кормило, а неговата оставка во партиските тела била примена како неотповиклива. Во таков случај, известно е дека во редниот партиски конгрес ќе треба да го даде и името кое ќе ја води најголемата македонска политичка партија после 23 декември. За тоа треба да се решат 560 делегати кои преку тајно гласање ќе го изберат нивниот лидер. Актуелниот Груевски вети транспарентна постапка. Оној кој ќе ја добие довербата на делегатите на Конгресот по Ѓоргиевски и Груевски ќе биде третиот председател на ВМРО ДПМН во безмалку 3-децениска партиска историја. Ке се укине ограничувањето на продажбата на алкохол. Временското ограничување на продажба на алкохол во продавниците ќе се окинува. Министерството за економија за 2 месеци треба да подготви измени на Законот за трговија со кои ќе се овозможи продажба на алкохол во кое било време. Од владата информира дека предлозите за укинување на забраната дошле директно од бизнис заедницата и Стопанската комора, со образложение дека досегашната забрана не ги дала очекуваните резултати. Постоечкиот закон за трговија кој беше усвоен во 2008 година дозволува продажба на алкохол до 19 часот во зима, односно до 21 часот во лето. Бензинските станици
киосците и пазарите имат забрана за продажба. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Мојот живот е казино". На нашиот мил и сакан син и брат Ентони сакаме да му честитаме 19-тиот роден ден и да му пожелиме се најубаво, највесело во неговиот млад живот, со многу здравие, среќа да го служи во понатамошниот живот, да ни е жив и здрав и сите негови желби да му бидат исполнети во иднина и уште многу безбројни родендени да си дочека со сите нас најблиските и најсаканите. Исто така и за свадба да му честитаме. Овие убави желби од се срце ги посакуваат неговите сакани мајката Сонја, Стив и братчето Естефан и сестричката Лакишија. Za privreme da se ljubime. Така силно слабо ке те љубам, ке те љубам, ке те љубам. И со багнежијас ке те будам, стато моје ке те побудам. Мојот живот е казино, млади жени, старо вино. Имам звезда што ме следи и ме чува, од сите лоши погледи. Мојот живот е казино, млади жени, старо вино. Имам звезда што ме следи и ме чува, ми ги носи моите победи. Види ума влезе ми под кожа, ти под кожа, баш под кожа. Sada vidiš zlato дека можам, твојата среќа да ја помножам. Така силно слабо ке те љубам, ке те љубам, ке те љубам. И со багнежијас ке те будам, стато моје ке те побудам. Мојот живот е казино, млади жени, старо вино. Имам звезда што ме следи и ме чува, од сите лоши погледи. Мојот живот е казино, млади жени, старо вино. Имам звезда што ме следи и ме чува, ми ги носи моите победи. Ајде, мајсторе, думај! Мојот живот е казино, млади жени, старо вино. Имам звезда што ме следи и ме чува, од сите лоши погледи. Мојот живот е казино, млади жени, старо вино. Имам звезда што ме следи и ме чува, ми ги носи моите победи. Со песната "Ти ќе си моја"
На нашата сакана сопруга и мајка Сонја сакаме да ја честитаме 40-тиот роден ден. Исто и пожелуваме многу здравје, голема среќа, љубов и напредок во нејзиниот понатамошен живот. Да ни е здрава, жива и секогаш да биде со нас. Најсаканите и уште безбројни родендени да си дочека и се најубаво и највесело. Овие убави желби од се срце ги посакуваат сопругот Стив, синоите Ентони, Естефан и ќеркичката Лакишија. Noćvati pred mene, ova maško srce ke mi zastane. Со тоа тело како zmija vrtiš, lele Bože majko ke me poludиш. Žena ko tebe rodena za mene, moите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Кажи барем дали се милувани. Тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се ветени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам.
Со песната Љубов голема. На саканата ќерка, сестра и тетка Сонја сакаме да ја го честитаме 40-тиот роден ден и да ја пожелиме многу здравје, голема среќа, долг живот, да е здрава, жива и секогаш да има среќа во понатамошниот нејзин живот и сите нејзини желби да бидат исполнети со нејзините сакани. Овие убави желби од се срце ги посакуваат таткото Спиро, мајката Мара, братот Тони, сестрата Лидија со нивната фамилија. Во истата честитка сакаме да му честитаме 19-тиот роден ден на нашиот сакан внук и братуџет Ентони. Исто му пожелуваме се најубаво и највесело во неговата бујна младост, со многу здравје, среќа и напредок во понатамошниот живот и уште безбројни родендени да си дочека со неговите најблиски и најсакани. Исто така и за свадба да му честитаме. Сето тоа од се срце му пожелуваат дедото Спиро, бабата Мара, војкото Тони и тетката Лидија со фамилијата. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da Našta ljubov možat se da zborat i mnogo da ni zavidat, no duri vo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogo da ni zavidat, no duri vo nas tvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i duša
Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Стреќен роден ден на нашата мила и сакана ќерка Изабела Ангелевски. Сакаме да ја го честитаме третиот роден ден и пожелуваме се најубаво во животот. Да ни е жива, здрава, весела и добра среќна да прати секогаш. Желбите се од таткото Тони, мајката Наташа Ангелевски. Во честитката се придружува дедо Кире, баба Марија, вујче Бале, вујна Јасмина и брачедите Јана и Марко Ристевски од Прилеп, убава Македонија. Mnogo godini sonastan da slaviš ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini sonastan da slaviš ti. Po mnogo godini sonastan da slaviš ti srećen roden den, vek da imaš radost sebe i po mnogo godini sonastan da slaviš ti. Со песната Стреќен роден ден на нашата мила и сакана внука Изабела Ангелевски. Сакаме да ја честитаме третиот роден ден, исто и пожелуваме добро детство, да си слави многу родендени со сите нас најблиските. Да ни е жива, здрава и весела секогаш и побргу да се радува со братче или со сестриче. Желбата е од дедо Владе, баба Веса и чичо Робет Ангелевски. I se raduvam, igram, ne zastanuvam, neka čuje si od svet, ja za tebe živam. Roden, 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 roden den, danas ti je došao roden den, roden, 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 roden den, koliko radost nosi ovoj den, dojdi sakam da te bakna
Činam дека сонувам, од среќа полудувам и секад наоколу на љубов наша мириса. Роден, 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 роден ден, денес ти е душо роден ден. Роден, 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 роден ден, колку радост носи овој ден. Дојди сакам да те бакнам, многу среќа да ти посакам. Дојди сакам да те гушнам, многу љубов да ти подарам. Роден, 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 роден ден, денес ти е душо роден ден. Среќен, среќен, среќен роден ден, колку радост носи овој ден. Емола Бога љубов да ни чува, среќа со пари не се купува. Кога те нема не можам да дишам, а овој ден во срце ке го запишам. А овој ден во срце мое ке го запишам. Роден, 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 роден ден, денес ти е душо роден ден. Роден, 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 роден ден, колку радост носи овој ден. Дојди сакам да те бакнам, многу среќа да ти посакам. Дојди сакам да те гушнам, многу љубов да ти подарам. Среќен, среќен, среќен роден ден, колку радост носи овој ден. Среќен роден ден. Да ги проследиме уште една соопштенијата. Управата на македонска заедница овде во Њукасел организираат концерт со групата Молика и Анета во нашата македонска сала, и тоа во сабота на 23 декември со почеток во 7:30 часот вечерта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај Љуба Петровска на 49 608262 и во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сато после пладне кај управата од црковната општина. Нова година. Управата на македонската заедница во Њукасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала, и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. На ова вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукасел. Цената за ова вечера е $60 за возрастни, за деца од 5 до 13 години $30 и од 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, богата вечера и сладко после вечерата. Исто така барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073, исто кај Крсте секој понеделник и четврток во црковната сала, како и секој петок од 6 до 8 часот навечер кај управата на игралната група Стив Наумов. А сега да ја слушаме најновата и многу убава песна од Анета Молика, песната под наслов Писмо. Анета и групата Молика доаѓаат овде во Њукасел на 23 декември во сабота во нашата македонска сала овде во Њукасел. Да ја слушнеме убавата и нова песна Писмо. Зората си
слушнеме уште една убава песна од Анета "Љуби срце". Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Moj od život težok je, veruvaj prijatele, ne znaje vdeka mnogo dni, no sad buri gorčini, ako neka nosat ne se ispaši, imam srce što je gladno za ubavini. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Site što vi poznavam, sakad da doznat, do koga takvi si vidni, što ni nosad gorčini, ako neka nosad ne se isplaši, imam srce što je gladno za ubavini. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Ljubi srce, ljubi silno, igraj vo gradi nemirno. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. Davaj ljubav, neka gre, naš se žive. А сега, почитувани слушатели, продолжуваме со најновите вести од Македонија. Стартот на судењето за предметот траекторија на специјалното јавно обвинителство е одложен за 18 декември. Судот го прифати барањето на одбраната на обвинетите за визуално и тонско снимање на рочиштата. Адвокатите тврдат дека нивното барање е во согласно со кривичниот законник. Сакаме се, она што ќе се случува и се, она што ќе биде кажано, да не внимаваме, да не мораме да се грижиме за тоа на кој начин истото е внесено во записникот. Туку од тонскиот записник да провериме и да бидеме сигурни дека се што се случува е реално внесено, изјави адвокатот Еленко Миланов. Во предметот траекторија обвинети се лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, поранешниот вице-премиер Владимир Пешевски, екс-министерот за транспорт Миле Јанакиевски и поранешниот директор на ЈП за државни патишта Лупчо Ѓоргиевски. Според специјалното обвинителство, во текот на 2012 и 2013 година ги пречекориле своите областувања во изборот на компанија за изградба на автопатиштата Миладивци, Штип и Кичево Охрид.
и го оштетиле државниот буџет за повеќе од 150 милиони евра. Попладнево Груевски ги отфрли ваквите обвинувања и посочи дека целата постапка е работена согласно законите. Јас и моите колеги сме обвинети за нешто што го правела во минатото и сега го прави владата на СДСМ. Во минатото имаме случај при изградбата на хидроцентралата Козјак, на ист начин и во истата постапка владата земала кредит од Кина и ја isfinansirala градбата на Козјак. Сега на ист начин се направи анекс на договорот и тој анекс помина на парламент, рече екс-премиерот Груевски. Во меѓувреме Кривичниот совет го одобри и обвинението на предметот Трезор на специјалното обвинителство, а статут на судскиот процес ќе биде дополнително утврден. Во овој случај обвинети се 4 лица, меѓу кои екс-директорот на УБК Сашо Мијалков, СЕО ги товари за проневера на државни пари за набавка на странска опрема за присуствување на потребите за петтата управа. Советот на јавни обвинители избра 4 лица нови обвинители. 9 мина кандидати за организиран криминал не беа избрани. Поранешниот уставен судија Исмал Дарлишта е нов обвинител во јавното обвинителство на Македонија. Советот на јавните обвинители денеска го избра на огласот за испразнето место во Републичкото обвинителство од јуни. Дарлишта во јавноста стана познат по издвоените мислења на уставен колешки Наташа Габер и Гзиме Старова. Освен Дарлишта, Советот денеска за јавен обвинител на Вишото обвинителство во Битола ја избра Мери Тромбева, а на Радовиш Билјана Стевчева, на Тетово Ханефи Амети. Исто на огласот беа отворени позиции на раководни позиции на основните обвинителства во Скопје, Битола, Гостивар, Куманово и за обвинителството за организиран криминал Советот постави само вршител на должност. Членовите се согласиле да му дадат можност на новиот државен јавен обвинител сем да даде предлози за обвинителствата со кои се раководи. Тоа не значи дека безрезервно ќе ги поддржиме неговите предлози, ќе им огласи, но добро е да се чуе неговото мислење. Тој ќе ја носи одговорноста. Не беа избрани ни 9 обвинители на испразнетите места во обвинителството за организиран криминал и корупција. За нив, како и во раководителите во обвинителството, ќе биде распишан нов оглас до крајот на годината. Советот одлучи при избор на нови обвинители да ги земе предвид и одлуките на Управниот суд дека обвинителите кои исполнуваат услови за пензија може да го продолжат својот работен. Нешто и од спортот. Македонија до 17 години во група со Ирска, Полска и Грузија за пласман на Европското првенство. Фудбалската репрезентација на Македонија до 17 години ги доби ривалите во елитната фаза од квалификациите на пласман на Европското првенство. Генерација на Горан Станич на ждрепката падна во групата 3, а за пласман на големото надпреварување ќе игра против репрезентациите на Ирска, Полска и Грузија. Во нашата репрезентација ова е прв историски пласман во елитната фаза во конкуренција за фудбалери до 17 години. Мини турнирите мора да завршат до 1 април, а 8 победници во групите ќе се пласираат на завршницата каде чека Англија. Првенството ќе се одржи од 4 до 20 мај. Скопје домаќин на квалификациите за Европското првенство за играчи до 19 години. Младата фудбалска репрезентација на Македонија за играчи до 19 години ќе игра против Англија, Унгарија и Летонија во елитната група за пласман на Европското првенство 2019 година. Квалификацијскиот турнир за пласман на Европското првенство ќе го организираме во Скопје кон крајот на март идната година, преку кој ќе се брка пласман и на завршница на континенталниот собор.
Задоволен сум од исходот на извлекувањето во Нион. Мислам дека имаме голема шанса за нов историски резултат. Групата е силна, но можеме да се надигруваме со сите. Впрочем, тоа го потврдивме со пласманот во елитната фаза и трите победи против Белгија, Швајцарија и Лихтенштајн. Мислам дека и нашата публика ќе има можност да ужива во надпреварите, ќе играме на домашен терен, за тоа се изборивме и мораме да бидеме задоволни, изјави Вујадин Станојковиќ, селектор на македонската репрезентација до 19 години. Квалификациите во сите групи мора да завршат до 20 мај, а само најдобрите од сите 7 групи ќе бидат дел од завршницата на Европското првенство, кој ќе биде во Финска од 16 до 29 јули. Уште една соопштенијата. Управата на македонска заедница овде во Њукасел организира концерт со групата Молика во нашата македонска сала и тоа во сабота на 23 декември со почеток во 7:30 часот вечерта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај Љуба Петровска на 49 608262. И во црковната сала секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне кај управата на нашата заедница. Исто така, управата на македонска заедница овде во Њукасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6:30 часот вечерта. На ова вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукасел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 5 до 13 години $30 и за деца од 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, богата вечера и сладко после вечерата. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, а за карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Исто кај Крсте секој понеделник и четврток во црковната сала. Исто така карти може да земите за нова година секој петок од 6 до 8 сатот навечер кај управата на игралната група Стив Наумов. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM